Со премиерата на представата Мачки на глава, која е работена по текст на Венко Андоновски и во режија на Дејан Пројковски, Македонскиот драмски театар ќе одбележи 80 годишнината од постоењето. Оваа представа е 461 премиера на сцената на драмски од своето основање, а дури трета само за оваа година. Приказната на култниот театар започнува на 21 април во далечната 1946 година на сцената на тогашниот Македонски народен театар, кога е изведена куклената представа Силјан Штркот, подготвена од Петре Прличко. Оваа представа се смета за историски почеток на драмски театар. Во своите рани години театарот действувал како куклена секција во рамките на Македонскиот народен театар, постепено градејќи ја својата публика преку нови премиери секоја година. Огромен јубилеј не само за драмскиот театар, огромен јубилеј за македонскиот театар, огромен јубилеј за македонската култура. Драмскиот театар е најрелевантната македонска театарска куќа, докажано, со освоени награди и признанија во бившата федерација. Се што е било можно да се освои, го има освоено драмски театар. Се обидов врз основа на нашиот голем гений и претходник Горан Стефановски да се прашам, кога сега Горан би го пишувал Диво месо, дали воопшто тоа би било можно? Ги задржав основните драмски конфликти, направив една постмодерна рециклажа, но овде има и многу индивидуални содржини, затоа што светот многу се измени од времето кога Горан го правеше своето Диво месо. Режисерот Дејан Пројковски истакна дека за него како режисер драмски театар е многу важен, бидејќи тука ја поставил првата професионална представа. Од време на време кога се појавам во драмски театар, тоа е како некоја нова фаза во мојот режисерски пат, и тоа се многу важни представи за мене и важни средби со актерите, така што секогаш е голема возбудата и честа кога се работи во драмскиот театар. Денешното одбележување на 80 годишнината од првата премиера е вистински доказ за богатиот и постојан напредок на драмски театар. Овој голем јубилеј не е само навраќање кон традицијата, туку и потврда за современата мисија на театарот, како жив организам кој постојано се трансформира и создава. Тој останува клучна точка која инспирира нови генерации, уметници и ја збогатува културната свест на публиката.